Пожарот кој започна вчера во атарот на село Норово кон село Селце се уште е активен и во текот на ноќта, како и во раните утрински часови, се шири зафаќајќи мешана нискостеблеста и висока дабова и букова шума. Заради оваа состојба во утринските часови беше ангажиран хеликоптер од армијата на Република Македонија и истиот е се уште на терен и го гасне пожарот. На територијата на општина Крушево активен е и пожарот кај село Јакреново, а гори нискостеблеста дабова шума во површина од 0,5 хектари со тенденција на проширување. На истиот интервенираат пожарникари. Исто така пожарот кај село Пресека во непосредна близина на манастирот Свети Богородица, кој избувна пред 2 дена, е се уште активен. Зафатена е борова шума, а на пожарот интервенираат вработениот шумско стопанство од територијалната противпожарна единица од Кочани, МВР, полициска станица Кочани, комуналното јавно предпријатие Водовод, како и останатите од општината Кочани. Пожарот кај селата Луковица и Седларево, општина Желено, кој е започнат на 27 март, утрово повторно е активиран. На местото на настанот е упатена екипа од вработени од Лешница кои интервенираат во локализирање и гаснење на истиот. Шумскиот пожар има помеѓу селата Мренога и Вирово, гори нискостеблеста дабова шума, пожарот во атар на село Полчиште, место викано Торнива, дел гори сува трева врба, дабова шума и истиот е проширен и во борова шума.